Министерот за внатрешни работи Митко Чавков поднесе оставка. На негово место доаѓа Оливер Андонов, универзитетски професор и активист на движењето ГДОМ. Сепак Андонов функцијата ќе извршува само еден ден, бидејќи утре треба да биде формирана и изгласана преодната влада, која е резултат на политичкиот договор помеѓу четирите партии постигнат на 20 јули. Според политичкиот договор, СДСМ ќе ги добие МВР, Министерството за труд и социјална политика, како и дополнителни заменици министри за финанси, земјоделство, информатичко општество и администрација. За вечерва е најавена партиска средба на која ќе бидат договорени имињата со кои опозицијата ќе партиципира во преодната влада. Иако од СДСМ се уште нема официјална потврда, сепак се очекува Спасовски и Ременски да се вратат на позициите кои ги извршуваат до почетокот на април, а собранието оставките ги констатираше во мај. Најверојатно Александар Кирацовски, Љупчо Николовски и Кире Наумов исто така ќе бидат дел од преодната влада како кадар на СДСМ. Вчера е постигнат договорот, денеска органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз ќе одлучуваат околу кадрските решенија. Еден ден по лидерската средба на која беше постигнат договор за датум на избори, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски не сакаше да коментира ништо во врска со составот на преодната влада. Вемувам, ако може, имам други настани денеска. Сепак, Груевски вчера при заменувањето од лидерската средба изјави дека ВМРО ДПМН ги прифаќа сите услови и предлози на СДСМ со цел, како што вели, опозицијата да нема алиби за бегање од избори. Како што е договорено, изборите ќе се одржат на 11 декември.